Да, се враќаме во студиото. Тука е доктор Златко Кузманов од Центарот за интегрирана безбедност. Господине Кузманов, добро дојдовте во студио 10. Би отвараме оваа сезона како што најавив. Почнуваме со теми кои се прилично актуелни, теми кои отвараат и доста прашања кај граѓаните, затоа сме тука, еве, да се обидеме да одговориме нешто. Благодарам на поканата за можноста после одморите повторно да почнеме да анализираме и да коментираме пред граѓаните одредени безбедности прашања. Да, како што кажав, ќе разговараме за тоа што се случува пред се во регионот и во наш контекст. Тука зборуваме за една милитаризација на регионот, забрзано вооружување, воведување повторно на воениот рок, што значи тоа, но пред тоа сакам да ве прашам за нешто што беше прилично актуелно во периодов, сега не се зборува толку, но сепак, еве, имаше најави од премиерот за една можна дестабилизација на есен во државата, нешто што премиерот го зборуваше во неколку наврати, прстот го посочуваше кон Дуј. Ние нема да навлегуваме во тие дневно-политички игри, ајде, но сакам да ве прашам од стручен аспект. Кога премиерот ќе најави можна дестабилизација, тоа барем мене ми се чини прилично сериозно, не го кажува било кој, но не видовме еден одговор од останатите институции по ова прашање, некако како едноставно да замре. Да, во право се во месец август од кога обзнани премиерот, тоа на 1 август, таа информација, индиции, наводи, може најави за дестабилизација, во медиумите на широко се пишуваше и се коментираше тој настан. Јас може да кажам дека индиции, најави имаше многу, но сепак и немаше доволно докази кои ги подкрепиат да се подкрепат таквите наводи. Може би затоа беше и причина кога во средина негде на август, кога председателката беше и прашана во врска со тоа, таа изјави да, индициите се едно, заканите се други. Во моментот мислам дека тие закани не се реалност, па тоа веројатно била е причина зашто не сакаше и не го свикуваше Советот за безбедност. Тоа беше изјавата на коментарот на председателката визави тоа негде средина на месец август. А ако се прашуваме дали има можност или намера за дестабилизација, врз основа на таквите индиции изјави од премиерот и од другите членови на владата, јас ќе кажам следниот коментар. Прво, мислам дека радикалните структури, во делот опозицијските структури, можеби можат и би имале намера да прибегнат кон такво делување. Но дали тоа ќе го направат или сепак ќе се одлучат за некои политички протести, масовни протести на визави некое радикално делување, тоа треба да видиме, но тука сепак мислам дека не е зависи само од одлуката на една политичка партија, конкретно оваа политичка партија од опозиција, него и од ставот и односот на представниците на меѓународната заедница кон оваа прашање, кон вакви прашања за можна дестабилизација. А знаеме каков е ставот на меѓународната заедница по овие прашања, кога тие секогаш протежираат да се пременуваат политичко делување за искажување на одреден протест. И мораме тука да нагласиме дека во оваа ситуација било каква дестабилизација нема да ќе биде на штета против интересите на сите граѓани без оглед на етничката припадност. Тука би дал и два дополнителна коментара визави ова по-конкретно што вие ме прашувате. Прво, јас мислам, како е експерт за безбедност, дека за вакви теми, за вакви индиции или можни најави за дестабилизација, посоодветно по мене прво да истапат, ако има такви информации, да информираат јавноста, да излезат шефовите на разузнавачко-безбедносните служби, конкретно Агенцијата за разузнавање, Агенцијата за национална безбедност, бидејќи тие законски имаат обврска да ги следат таквите закони, да ги откриваат, да ги следат и да ги попречуваат таквите закани и опасности по дестабилизацијата. А воедно на тој начин и премиерот или другите представници на владата ќе си обезбедат поголем политички простор покасно и тие да коментираат или да дават изјава во врска со такви индиции. Тоа е мојот став. И следно што мислам дека е битно за функционирање на председателката и премиерот, мислам дека во најскоро за подобра координација на безбедносниот систем и вакви прашања кои задираат на безбедноста на државата. Мислам дека во најскоро време кабинетите на премиерот и на председателот треба да распишат оглас или конкурс за избор на најкомпетентни експерти
од областа на безбедноста кои ќе бидат нивни советници за национална безбедност. Тие советници за национална безбедност ќе ги советуваат, ќе им се асистираат и на председателот на премиерот како да се справуваат и со овакви прашања кои задираат за безбедноста на државата. Ова го кажувам бидејќи колку што знам од информациите и сајтовите на тие институции дека тие се уште такви експерти или советници за национална безбедност немаат избрано. Има, колку што дознавме од медиумите, има координатор за безбедност и тероризам, господинот Павле Трајанов, национален координатор. Тоа е друго, тоа се тие дел од ние национални координатори за борба против за справување со екстремизам и борба против тероризам. Тоа е дел на друг еден дел. Да, поврзано е, али овде збориме секој премиер и претходните премиери сите имаа на својот кабинет баш личен советник за национална безбедност. Да, ние моравме да го искоментираме ова, иако не се зборува веќе за тоа, но моравме бидејќи еве дојде есен, а дестабилизација нема, а се најавуваше на голема врата. Па еве второ прашање би било нешто од ова дел од вашиот одговор кај што вие го спомнавте односот на меѓународната заедница по ова прашање. Дали тоа е многу и граѓаните се прашуваат, дали има врска, дали е поврзано тоа со членството на Македонија во НАТО, дали членството на Македонија во НАТО може да еве не директно да спречи, туку индиректно да делува против една ваква можна внатрешна дестабилизација. Дали тоа е поврзано? Па тоа е поврзано посебно, прво од аспект дека сте член, дека сте прифатиле како држава, не како партии, дали на власт и опозиција, дека ќе почитувате одредени политички процедури, дека институциите ќе функционираат, дека ќе придонесувате кон таа колективна безбедност. Сето тоа е во прилог на тоа. Вие не можете сега, јас сум член на тој клуб, да, безбедносен, одбранбен, а ќе правам што сакам во државата или ќе дестабилизирам државата, а на тој начин ќе го доведете упрашање вашето активно учество и во тој колективен систем, бидејќи тој колективен систем за одбрана е создаден така за да може да си помага државите да се справуваат со некои закани или напади или одвраќање кои би дошле надвор кон тој надвор кон тој безбедносен систем, а не да вие продуцирате проблеми во сопствените граници и во сопствените држави. Така да тука тоа е јасно и независи, затоа реков, одлуки за дестабилизација не е прашање на една одлука на една политичка партија. Дали пред сега зборуваме за опозицијата, затоа што тоа е крупно прашање кое не може една политичка партија па и од опозиција да доведе државата до таква ситуација да дестабилизира, бидејќи имате институции и функционираат одредени институции и тука е меѓународниот фактор и од друга страна гледаме, ја затоа нагласив радикални можеби структури и екстремни во поедини партии би се поклониле бидејќи немаат одговорност па би се обидувале, али мислам дека сепак они другите поразумните и поголем дел сепак ќе да користат демократски политички средства за изкажување на било каков протест. Да, добро. Се враќаме на нашата тема за она што најавивме. Како што кажав, регионот забрзано се вооружува, се милитаризира. Еве, видовме најави и од соседна Србија, тие дефинитивно веќе донесува одлука за враќање на војниот рок. Треба тоа да помене таму само незаконските процедури. Веќе за такво нешто на големо се зборува и во Хрватска, која е меѓу останатото членка на НАТО. Зошто сега го гледаме ова? Зошто одеднаш сега државите го враќаат служењето на војниот рок? Па тоа, ако ги следиме тие работи, не е са така баш одеднаш. Сега, јас по моите согледања анализира право вака би направиле еден вовед. После завршување на студената војна, кон крајот на 80-те години, многу држави веќе избегнаа прашањето на одбраната кое се намалуваат заканите и го намалија тоа прашање во врска со одбраната и вложувањата и се одлучија да градат повеќе професионални мали армии и професионална служба. Но сепак не е сегде така. Треба да нагласиме дека во тој период, од сегашните 39 членки на НАТО, ако се фокусираме дели на НАТО, бидејќи тамо ние членка, 9 држави, не знам колку знае јавноста, сепак го задржаа служењето на војниот рок. Тоа се Соединените американски држави, Канада, Велика Британија, во Европа Данска, Финска, понатаму Балтичките држави, Естонија и Латвија, и доле имаме Грција и Турција, и Кипар, и односно и Израел на Блискиот Исток, како не држава членка на НАТО. Значи, 9 држави го задржа служењето беззаконно, не сите воведоа са и професионална војска, и многу го задржа и регрутниот систем, односно служењето во војниот рок.
Сега, заради, тука ќе наброиме и дел од други држави кои не се НАТО, кои го задржа. Тука е Русија, Белорусија, независните, неутралните држави, Швајцарија, Австралија го задржа служењето на војниот рок. Понатаму реков веќе за Кипар и за Израел. Значи, ќе видите дека тоа пак се 15 држави повеќе кои го задржале служењето на војник, не го укинале. Но заради новите безбедносни закани, зголемување, влошување на безбедноста, појавувањето нови безбедносни закани, војната во Украина, пред тоа анексијата на Крим од страна на Русија. Уште тогаш 2014, значи не сега, уште 2014 дел од државите почна да воведуваат нова политика да го враќаат служењето на војниот рок. И тогаш се случи 3 држави членки, значи двете нордиски држави, Норвешка и Шведска, да го вратат служењето на војен рок покрај Финска, и балтичката држава Литванија, која не беше, која го немаше, да го врати. Значи 3 држави уште 2014 година, од 2014 го воведува повторно служењето, со што бројката на НАТО членки држави од 32 се искачи на 12 кои имаат во моментот задолжително служење на војен рок, покрај тоа што имаат и професионална армија. Зошто е тоа така? Прво, државите се огледа дека не можат, согласно новите закани, вие не можете само со професионални состави, доколку и сакате да се подготвите, да правите подготовки за одбрана соодветни на државата, да може да се одбраните за одредени идни закани, тоа не може да го направите само со активниот професионалниот состав. Ви треба активна резерва, ви треба поголем број на граѓани оспособени кои ќе може да се вклучат во резервниот состав на армијата, на полицијата, заштитата и спасувањето, управувањето со кризи, да и помагаат на активната војска, професионалната војска, за во случај на агресија во вонредна или воена состојба. И тоа се поинаку се нарекува концепт на тотална или масовна одбрана, кој се воведува практично е водилка ова сега што се случува и сега. Тоа значи започна 2014 со тие 3 држави, и тогаш и Украина беше принудена и повторно го врати по анексијата на Крим 2014 и Украина го врати служењето на војен рок уште 2014. Овој тренд што кажувате сега, значи се задржа и сега се продолжува. Во моментот значи покрај овие 12 НАТО држави, во моментот имаме 5 други НАТО држави кои се пред одлука или веќе донеле одлука да повторно враќање на служењето на војен рок. Тоа се Холандија, Романија, Франција, Германија и Хрватска. И Хрватска гледаме дека веќе одлука е пред донесување на одлука. Значи и овие држави размислуваат и најверојатно многу скоро ќе донесат одлука со тие 5 држави и овие 12, веќе тоа се 17 држави од НАТО кои ќе би имале задолжително служење воен рок. Тоа што значи? Дека државите и согласно устав и закон се должни да се подготвуваат, да ги обучуваат граѓаните за одбрана на државата. Каде сте сега, еве да се вратиме на нашава држава, на Македонија, каде се ние сите сега во целата таа состојба и ситуација? Прво, моје мислење, ќе кажам мој став, како експерт за безбедност, како доскорешен полковник во армијата, кој сум доктор по одбрана безбедност, цел живот се занимавам со овие прашања, јас сум за тоа да се воведе возможност да создадат услови да имат задолжително служење воен рок и во нашата држава. Зошто? Ќе објаснам зошто. На тој начин ние ја остваруваме и уставната обврска, која сега не ја остваруваме целосно, бидејќи у член 28 од Уставот вели државата, граѓаните се оспособуваат, се должни да се оспособуваат за одбрана. Одбраната на државата на Република Македонија е право и обврска и должност на граѓаните. Таа обврска се остварува согласно закон. Така е стои во член 28 од Уставот. Ние тоа сега целосно не го остваруваме, затоа што имаме согласно законот за одбрана, имаме доброволно служење на воен рок кој веќе не функционира, не повеќе години, нема интерес, не се јавуваат младите да служат доброволно служење, имаме резервен и служење во резервниот состав. И таа компонента не е развиена и не е доволно развиена, али тоа е друга тема, значи се резервниот состав. Значи прво, вие согласно Устав треба да вршите подготовки за одбрана и согласно законот за одбрана. Меѓу првите членови е наведено дека подготовки за одбрана се должни сите државни институции. Тука се не е само одбраната, армијата или Министерството за одбрана. Да, тука цел државен систем и локална самоуправна институции, сите државни институции се должни да спроведуваат одредени подготовки за одбрана. И тука
малку се придава на тоа, не се одвојуваат средства, треба големи средства да се одвојуваат, али согласно заканите, новите закани, влошувањето на безбедност состојба, војните, мислам дека е крајно време да се тука донесат некои одлуки и да се подобри таа состојба, бидејќи сепак одбраната на државата и безбедноста нема цена, без оглед колку и да тоа кошта. Добро, имате ли направена анализи, бидејќи се залагате за воведување на војниот рок во Македонија и го аргументирате тоа? Зошто е тоа така? Имате ли анализи во каква форма би било тоа? По тоа, дали сме ние подготвени и инфраструктурно и финансиски за такво нешто, па и кадровски, бидејќи тоа е концепт кој ние веќе го укинавме, ако треба повторно да го воведеме, предпоставувам дека се потребни одредени подготовки. Дали сме ние подготвени за тоа и во каква форма би било? Гледаме дека соседна Србија, колку што можев да прочитам, се работи за служење на 2 месеци, двомесечно служење на војниот рок, како што видов. 30 плюс 60 плюс 15, 75 во Србија. 75, значи да, 75 дена. Дали таков концепт би бил доволен и кај нас или нешто друго? Имам јас врз тоа е моето искуство, јас се подготвив еден драфт верзија на проект за можно служење во војен рок и како тоа би одело се со број на луѓе, повикување и така натаму. Прво би кажал ова е побитно околу донесувањето на одлуката. Точно е тоа, вие сте управо кога рекавте дека ние сега после толку време тешко е да тоа сето да го реактивирате и така натаму, али согласно мислам дека се потребни да се донесат прво неколку крупни други политички чекори. Кои би биле тие пречекори пред да зборам конкретно како тоа би изгледало самото повикување? Прво, што е најбитно, мора да се изгради консензус меѓу сите политички носители на власта дека е потребно да се воведе служење на задолжително служење на војниот рок и дека ќе бидат обезбедени финансиски средства. Тоа е прво. Консензус, бидејќи одбраната државата е прашање на сите граѓани независно од етничката припадност. Само ова да го дефинираме, значи тоа дефинитивно би барало зголемување на буџетот за одбрана. Ќе дојдеме до тоа, ви кажувам поред, ќе дојдеме до парите. Битни си парите, ќе дојдем. Одлука политичка, консензус сите парламентарни партии, вон парламентарни така натаму, бидејќи тоа се мисли на сите граѓани кои би служеле без оглед на етничка припадност. Следно, треба да се извршат измени во законите и во концептуалните документи, бидејќи сегашните закони и концептуални документи не ни се така поставени. Мора да извршите измени во законите и да го изгласате. Тие закони се со двотретинско мнозинство, кај што мора да гласаат, скоро сите политички партии. Следно прашање, што е многу важно, баш заради вие што викате изгубено е сега веќе таа способност, треба време и напор голем да се врати. Треба да се направи една сеопатна кампања на државата, не само Министерството за одбрана и армијата, они би биле тука носители, него целата влада и останалите министерства да направите една информативна кампања, едно објаснување пред граѓаните кој би траело организирано и подолго, посебно на младата популација да објасните потребата, важноста да си ја браните државата, дека треба да се подготвувате за одбрана на државата, дека е тоа уставно право и дека тоа долгорочно нема цена. Таа кампања би требало да се спроведе плански и организирано. Следно, кога тоа ќе го направите, треба да обезбедите тоа што велите вие просторни и материјални услови каде би се изведувала таа обука што сега ги имаме и ги немаме доволно, затоа што тоа подразбира конкретно реновирање на некои касарни објекти и така натаму. Во меѓувреме дел од касарните се затворија, колку што знам. Да. Значи има касарни, може тоа, али треба средства тоа да го направите. Значи следно е тоа и да се обезбедат луѓе, инструктори кои ќе работат, ќе се обучат, кои ќе работат со тие регрути. Значи тие 4 чекори прво треба вие да ги направите ка предуслов и тоа ако се направи, се донесе таква одлука, мој став е мислење кога би работеле најекспедитивно и најдобро, за да обезбедиме пред се ради тие материјални услови и просторни услови и луѓето од донесувањето на сега одлука донесе, мислам дека потребно едно 2 години минимум за да може да отпочне самиот прием на регрутите во тие центри за обука. Значи тоа значи да имате според мојот рад видување 2 центра за обуки подготвени каде што ќе можат тие регрути да доаѓат. Сега како би изгледало тоа кај нас таа обука, бидејќи заради тоа што е
стварно се изискува финански средства, обич затоа и се скратува тоа. Порано беа 6-9 месеци и така натаму. Во државите овие 12 држави во НАТО или тие идни 17 е различно. Зависи од можността, условите, државите имаат од 3, од 6, од 9 и година дена служење на воен рок, зависи од можностите. Ние во овие услови, ова што гледаме, што се случува во Србија, се најавува или во Хрватска, мислам дека е реално кај нас да би бил воен рок од 3 месеци. Тој воен рок од 3 месеци би се спроведувал во 2 центри, според моето видување, од 2 центри на обука. Значи, вие треба да имате 2 касарни, 2 центри за обука, опремени, организирани, дали ќе ги постојните, ќе ги реновирате или ќе изградите нови објекти, значи тоа реков, тоа е друг пакет кој треба да го средите за овие 2 години. Ова сето друго што е врска со регрутите, ќе го објаснам колку тоа би коштало за оваа бројка што ја кажувам. Значи 2 центри за обука по 300 војници у класа би доаѓале 3 класи годишно, значи 3 месеци со 3 месеци по месец дена распон, слободен простор да се подготвуваат помеѓу класите. Тоа значи во секој центар за обука по 1500 регрути да обучувате годишно, од двата центри тоа се 3000 луѓе. Со 3000 луѓе годишно обучени, мислам тоа е добро темпо према нашата бројност и колку имаме млада популација што би доаѓала да служи воен рок. Нема сите да доаѓаат, нели, али од оние што ќе бидат, ќе ги поминат селекцијата и регрутацијата, бидејќи гледаме бројките кои излегуваат сега, знаете, сега беше школската година, се запишаа околу 200-250 основци и средношколци. Значи, од тоа 70.000 средношколци. 70.000, значи таа бројка 70, имате веќе еден довол, ако одиме тоа дека да се преуват тие со 18 години, имате еден доволен басен на млади луѓе кои би можеле утре да ги регрутирате и да отслужуваат воен рок 3 месеци. Значи, 3000 луѓе годишно, тоа е практично со тоа темпо, ние за 10 години би достигнале околу 30.000 луѓеоспособени, подготвени да може да ги вклучите во резервниот состав, што веламе друга тема која исто така треба да се развие резервниот состав, многу важна тема за поддршка на активните сили и за тие години, за 10 години имате доволнооспособени луѓе кои би биле во таа активна резерва или дел во таа општа резерва како што е по законот. Следно, тие центри за обука, зошто 2 центри? Прво, едните би биле за борбените единици, ги нарекуваме борбени единици, значи тука пешадија, артилерија, оклопни единици и така натаму во зооплоство. Други и единиците за борбена поддршка ги велиме борбена, единици за борбени единици за борбена поддршка, па тука се инженерија, оклопни АБХ, врски и така натаму, и друг центар само за единици за борбено сервисна поддршка, односно овие за логистички специјалности. Тука се возачи, интенданти, кувари, техничари, механичари, санитетли, болничари и така натаму, еден центар само за такви потреби. На тој начин, согласно големината на нашата држава и бројот и можностите, мислам дека долно гледам и најавите во Србија или Хрватска, Србија е поголема, ти така планираат нешто околу, да имаат околу годишно околу 6 до 10.000 регрути. Значи, ние согласно бидејќи сте помали, тука до 3.000 мислам дека тоа би било оптимално. Во тие центри за обука би морал да работат по минимум по 100 луѓе, касарни или 2 касарни, кои ќе ги оспособите, али видите, тука сега јас реновирањето или прењето на оградите изискува многу, затоа велам 2 години у најдобар случај да направите вие 2 касарни или да ги реновирате, тоа треба да бидат услови, солидни услови, или со НАТО стандард е минимум, тоа е како хотел 3 звездички. Значи ние викате војници таму покрај она што го зборуваат сите, нели, да стекнати искуство, дисциплина, негување традиции, да си ја сака државата. Тоа е едно од тоа. Друго е да вие да го способите на вистина тој да ракува за некоја специјалност за оружје и утре да има своја улога во одбраната. Али тој треба да го почитувате со достоинство и да има услови тамо да работи. Не е како онај порано што сме биле ние, па нели она повеќе дрил и матретирање на некој начин, па така да се ојачате. Сега треба да има одредени услови, стандард каде што тој ќе живее 3 месеци со сите погодности да може да функционира како што треба. Исто тука планирам, според моje видување, треба да тие луѓе да се дава одредена надокнада. Значи, ако имате ви 3000 годишно луѓе, мој мислење дека минимум по 300 евра би можело да се издвоја, да се издава како надокнада на тие луѓе додека се за служењето во воен рок. Бидејќи има пример у Хрватска со доброволното служење ги плаќаат по 900 евра, им даваат за доброволно служење. Значи, ви мора да ги мотивирате. Како плата. Да, како некоја надокнада. Месечен некој трошок за да може да си надокнаде некои своји потреби. Значи, тука моје мислење дека минимум било и по 300 евра и тоа ми е пресметано. Ќе ви кажеме некоја бројка тука. 300 евра месечно? Да, за тие 3000 луѓе годишно.
Значи, реков за овие структурите што треба за 2 години ги подготвите, тоа се околу туку имате објекти, 5-6 објекти, амбуланта, кујна, така натаму, технички дел, полигони, има тука работа што треба сето тоа да го подготвите, да може 2 центри, 2 касарни да функционираат со 3000 луѓе годишно. Следно, што визави коштањето. Значи, моите пресметки, сега ќе кажам, бидејќи велиме тоа кошта многу и затоа и некои не се нафаќаат на таа тема покрај она што треба и да го вратите тоа убедување кај народот, кај младите дека треба да служат. Сето ова што го зборам со 2 центри за обука, со 3000 луѓе годишно, во 2 центри за обука, за сите трошоци, и сместување, и храна, и муниција, и гориво, и осигурање, се што е на потребна медицинска заштита, моите проценти се дека се минимум околу 25 милиони евра треба за таква една работа годишно. За 2 центри. 25 и сега некој ќе слуша 25 милиона како адиција на постојниот буџет. Значи плюс од постојниот, независно од ова за објектите. Тоа е друга сума да ги спремите 2 касарни објекти, дали ќе реновирате, тоа е друга сума која треба да се обезбеди. Значи ова да има да функционирате и еви пресметките што ги слушаме у Србија, але негде тие рачуна негде со 60 милиони, 70 милиони, дека обејќи имаат подобри услови, веќе касарни веројатно подготвено. Нивните, ал ние према помала бројка мислам дека 25 милиони се доволно да имате толку ви тоа минимум кошта, тоа сигурно сумата не е мала, голема, али зошто мислам дека сепак не е голема. Прво, ние сега дали не знаат граѓаните дека ние за учество во мисии годишно минимум веќе одвојуваме негде околу 10 милиони евра за нашето учество во странски мисии. А тоа само е обучувате професионалната војска, тие одат еднаш, 2 пати, 3 пати, немате ништо, другите граѓани или резервниот состав или граѓаните секој не ги оспособувате. Значи ние веќе даваме со учеството во НАТО 10 милиони евра годишно за учество во овие мисии сегде што ги имаме 5-6 учество сега. Значи, ако сакате државата, треба да размислувате за доброто на државата и да ги подготвувате луѓето за некои идни закани, у случај на војна и така натаму, што нема цена, вие мора да одвојувате. Друг факт ќе ви кажам, дека сепак не е тоа голема цена, затоа што се работи за одбраната на државата. Зборевме ние за буџетите, за масовноста, за вооружувањето, зголемањето на буџетите. Пред 5 години нашиот буџет, знаете колку беше? 100 милиона евра. Сега е 300 милиона евра. Значи, може да се најдат 200 милиони евра за 5 години, дали не можете да најдете 25 милиони да вратите некоја способност? Да, тука е и она зголемување на БДП што е како на некој начин и обврска за членството во НАТО. Тоа е изгласано со долгорочниот план во собранието и се зголемува и нели определбата да имаме 2% од државниот. А со овие средства дури и побрзо би го надминали тоа? Тие секако тие се и онака е предвидено годишно да се зголемува по одреден број милиони на евра тој буџет. Сега ова година е 300 милиони, следната може да биде 350 милиони и така натаму према темпото, нели како се зголемува и буџетот, државниот буџет, така се зголемува и овие 2%. Добро, што би правеле еве со тие 3000 регрути годишно кои би го завршиле служењето на војниот рок, тие потоа автоматски би станале дел од резервата? Сега, резервниот состав е друга тема која се надева можеби друга прилика што е многу важна и таа не е развиена компонента за жал, бидејќи ние со сегашните документи стратегиски законот, долгорочниот концепт за резервни сили, резервниот состав не е развиен бидејќи се потребни средства за тоа. Тие сите луѓе што ќе ги обучавате, ви утре треба по законот сега ние имаме активна резерва и општа резерва. И таму луѓето у резервната може да служат од 18 до 60 или 64 години, зависи од војна или вонредна или војна ситуација. Значи тие луѓе, односно до 50, а во случај на војна вонредна е подолго. Значи тие луѓе утре ќе ги распоредите пред се во активната резерва и таа треба се димензионира колку ќе биде таа активна резерва со формација што ќе ги поддржува активните сили и тие ќе се повикуваат на обока, ќе добиваат одредена плата надокнада за тоа и така натаму. Сега ние за сега имаме една резервна бригада само со жива, тие се старешините, командите се активни старешини, а другото се резервисти треба да бидат. Али тоа не функционира затоа што не се одвојуваат пари за таа намера. Треба да одвојате и тоа е па друга тема, да го развиете сега па резервниот состав кој ќе ги поддржаат активната сила. Бидејќи во моментот да ви кажам, Србија тоа не го напушти, имаат 8 бригади, резервни бригади. Хрватска веќе неколку години го врати системот исто визави како Србија, тие имаат 8 полкови или пукови, они ги нарекуваат територијално за поддршка на активниот состав. Ние имаме една бригада,
не знам колку е таа функционалност со резервисти и така натаму, тоа е малку, ако е тоа 2-3 луѓе, тоа не е ништо. Значи вие ако имате активниот состав е 6800 е армијата, од кое нели 3-4000 се војни, 4 друго старешини, подофицери, офицери, вие треба да имате добра, значителна поголема резервна активна сила или општа резерва која утре ќе даде подршка, што ќе направите ви со Добро, дали воведувањето на војниот рок ќе влие некако на професионалниот состав на армијата? Тој се останува, значи. Тоа е уште подобро, значи видете, тоа си останува професионалниот служба, вие од овие кои ќе завршат, нели бидејќи се повеќе вие од дело, таму ќе го регрутирате и за професионалниот состав. Тие што ќе завршат обука уште подобро, одма со конкурс па ќе ги примате дело они како се веќе оспособени. Тие се оспособени со конкурс ги примате во професионална служба, тие што ќе се јават и си го обновуваат и професионалниот состав, бидејќи тие нели на 45 години мора да си одат, како одат секоја година има одлив. Како стариат војниците, вие на тој начин и професионалниот состав ќе го пополнувате. До сега беше пополнување доброволното служење, али сега е веќе неколку години немаме доброволно служење, па дури сега за последните законски измени знаете какви беа. Во Законот за одбрана се донесе да бидејќи нема доброволно служење војен рок, сега ги примате без никаква обука, па ги праќате на обука со времени договори, па после ги примате. Сега имаме таква состојба. Да, добро. Сето ова се случува, кажавме, поради една глобална дестабилизација, ајде да речеме, која е поврзана со војната во Украина. Ќе зборуваме за тоа, но уште едно прашање за регионот во контекст на ова што се случува. Пред се тука се можни точки за дестабилизација Косово, Србија, но и Босна и Херцеговина цело време се спомнува. Мислите ли дека оваа, ајде да речеме, милитарализација на регионот допринесува кон некаков еден конфликт тука, регионално зборува? Вака, ние зборувавме моменталната безбедната ситуација и во регионот, и кај нас во регионот пошироко, и во регионот е сложена. Посебно овде имаме критични точки Косово, Босна, Херцеговина. Самото дадовме, констатиравме дека вооружувањето, подготвувањето на државите е некоја инерција. Колку се повеќе се појавуваат нови закани, војни, државите се, тоа е неминовен процес, една ќе започне, па другата, па си имаат нели некои билатерални недоразбирања и така натаму, една со друга се провоцираат и се решаваат да трошат се повеќе на оружје и опрема за, а целта е сигурно барем поголем бел држави како да се подготвите со одбраните, да ги спречите заканите. Не верувам да нели да има некои агресивни намери да напаѓа, него да се подготви да се одбрани. Бидејќи рековме одбраната на државата сепак е најскапа и нема цена. И мислам дека и овие држави овде во регионот заради тие причини тоа го прават, а нема таква можност за да вршат агресија или да го направат тоа заради некои офанзивни намери кон суседите, а посебно затоа што се во одреден меѓународен контекст и нема нити дозвола. Ти да си има некој таква можеби намера и поекстремни структури, сепак овие поголемите сили во сојузите и така нема нити дозвола тоа да се направи, вие да некој да изврши напад или агресија на соседна држава, посебно овие држави да ние овде во регионот. Да. Ситуацијата ја гледаме тука, останува сложена на Косово. Веќе се во критична фаза, замрени договорите, разговорите помеѓу Белград и Приштина за решавањето на оние политички неразбирања, односно за спроведување на оној бриселски и охридски договор што го подпиша, бидејќи тука зборевме дека и премиерот Курти преземе еден куп едностранни решенија и мерки за да они како што велат да воспостават контрола на целосно Косово и во северно Косово да воспостават власта, односно тука ги развласти практично србите, им ги зема сите надлежности на локално ниво и тука е веќе голем проблем и сега се враќаат малтене практично Белград и Приштина на почеток на спроведување на тие договори. Без оглед што имаше една фаза кога малку тргна, почна нешто да решаваат, се вратија многу назад. И јас во една прилика реков дека и премиерот Курти со својата политика и премиерот и претседателот Вучич да некој начин си одговараат, да се одовлекува решавањето на тие клучни прашања, тешки прашања меѓу нив, да купуваат време и дека немаат намера да решат нешто во скора иднина и баш во една прилика реков дека мислам дека премиерот Курти нема да донесе ни да возможи да се формира заедница на српски општини, дури и дека ќе се спроведат таму и избори, ќе се најават нови избори парламентарни, каде што ќе се одложи и на тој начин донесувањето на одговорот, па мислам дека беше последно дека тие во февруари веќе
ќе имат најавено и парламентарни избори во Косово. Значи, ќе се одложат сите тие решавања на тие крупни прашања, ќе се задржи таа проблематична ситуација безбедноста на Косово. Во Босна знаеме, вие гледате сега тука во регионот имаше скоро една интересна посета нели од шефот, директорот на ЦИА, кој го посети регионот, што е битен индикатор безбедносен, зошто тој доаѓа овде и какви се неговите пораки, него не беше само тоа, бидејќи американската дипломатија кога тоа го прави, во исто време беше помошникот на НАТО, генералниот секретар за безбедност и дојде командантот на силите на јужното крило НАТО во Неапол, дојде во посета во Србија. Тоа ти кога работат, нели, кога доаѓаат американски дипломати, тоа го прават координирано во тој безбедносен дел. И пораките, намерите беше веројатно бидејќи има најави за може дестабилизација така да спират топката, да упатат одредени пораки и така натаму, бидејќи рековме целиот тој регион без оглед што Босна, Косово и Србија не се во НАТО, сепак се ние во зоната на одговорност и на безбедност на НАТО и Соединените американски држави, односно Европската унија. И тие држави, без оглед што не се членки, сепак мора да ги почитуваат некои принципи безбедности. Гледате тука интересна е позицијата на председателот Вучич, кој е јасно дека се обидува да балансира, игра и со едните до другите и така натаму, на сите да им даде по нешто, на никого се, или она тактика што викаат цик-цак тактика, така натаму. За сега тоа му поминува, али прашање до кога така ќе ти дозволат да делуваш, бидејќи може да кажат или да си го расипеш и рейтингот и довербата во тоа кај некои партнери, дали во Европската унија и дали еве визави Русија, бидејќи еве сега има покана, па чекаме до 10 октомври дали ќе отиде на БРИКС самитот каде што беше лично поканет од Путин, па дали на кој начин ќе одговори. Но можеби сега Вучик е малку исплашен бидејќи тој знаеме дека е единствена земја во Европа која одби да воведе санкции кон Русија, која отворено кажува дека има отворени блиски и братски односи со Русија, но од друга страна се појави информации дека Србија продала 800 милиони долари муниција за Украина. Исто така информација дека сега после добивање на француските авиони дека своите мигови 29 преку Франција ќе ги даде на Украина, па можеби малку сега и не му се оди баш на БРИКС да се соочи со Путин. Да, се обидува да балансира. Значи, досега тоа успешно го правеше и му дозволува да го прави. Точни се овие факти тие одат во прилог на објаснување на тоа балансирање. Значи, од една страна не воведувате санкции кон Русија, од друга страна велите па не знам, ние продаваме оружје, па ако завршува Украина што да правиме? Тоа преку трети држави 800 милиони ќе заработиме ние од гранати. Следно, али од друга страна па кон Западот велите, нели, еве дозволувате да се експлоатираат рудниците за литиум утре, ако се дозволат донесена одлука, па сега народ се буни. Од друга страна купувате западни авиони, не руски, не кинески и така натаму, и тоа е баш објаснување на таа политика и со сите ќе балансирам да он цени дека на тој начин ги штити српските интереси на тој начин, додека може и дека тоа го работи во интерес на Србија. Додека му се овозможи и така да плива, еве засега и тоа му поминува кај граѓаните. Ние може да го критикуваме, кажуваме или да се поддржуваме власт или опозиција, али кај него тоа засега поминува, кај неговите граѓани го гласаат и освојува власта. Значи таа и он веројатно е убеден дека таа политика за него е исправна. А како влие тоа на другите во регионот, веќе тоа е друго прашање за анализа. Да. Зборуваме за војната во Украина, се разбира дека тоа е причина за сите овие тектонски поместувања на стариот континент, но и глобално. Гледаме дека таму некако работата не се смирува, немаме некои назнаки дека скоро би дошло до некакво примирие, до некакви посериозни преговори на крај на војната. Дури имаме една ескалација зголемена со таа украинска офанзива во Курската област, во Русија. Ми се чини дека, барем јас не гледам дека таму нешто се случува што би придонело за некакво завршување на војната или барем на војните действија. Сега ние зборувавме тука, нели, правиме некои, пробуваме да проникнеме, да откриеме кои се сега тука, бидејќи не е се ова што само што се прикажува. И зборевме, јас е една друга прилика кажам дека имам чувство дека во секој момент да се води војна, би се вооружувале
би се спроведувало борбени дејства, али секогаш стои лебди негде прашањето дека можат, дека на сите име преку глава више од таа војна и штетите што направени, и доколку би можело, би се направиле некои преговори да се прекине таа војна и да се прави каков тако договор, и тоа секогаш паралелно оди со овој процес со изведување на борбените дејства. Мислам дека е така и сега, и дека ова сите овие борбени дејства и ова што беше со влегувањето на Курската област е баш позиционира и за подобра позиција за некои идни преговори, преговарање што каде ќе биде на линијата разграничување во тој прекин огнот, бидејќи видите, и ако се направи прекин огнот, да па започна преговори, тоа не значи дека некој де факто ќе му признае на некој дека земал територијата, али на теренот да ќе се направи, ќе се разграничи територијата. Тој ќе ја задржи некој што контролира. Ќе ја контролира. Нема да му меѓународно да биде дозволено признаено, али тој ќе ја контролира. И тоа е истото што сега се случува во Курската област, каде што навлегува украинците, па ве гледаме сега почнува некоја контрафазива од русите да го враќаат тој дел, значи да не им биде некој утре коска во грло во преговорите, а од друга страна па веќе на фронтот каде што мислеа дека ќе се ослабат силите на самото разграничување после Донец областка, Домс областа, гледаме дека руските сили продолжуваат со постепена офанзива кон градот тој Петровск, многу важен комуникацијско чвориште каде што се наближува. И би сакле целата Домс република, регионот да го окупираат утре за преговорите кога ќе и прегласат прекин на огнот. Бидејќи сега паралелно, гледате, од таа тивка втор план дипломатија одат и понатаму најавите преговорите од Кина, од Бразил, од Турција за повторно тоа мировна конференција за прекин на огнот и да се некако воспостават некои принципи што ќе ги прифатат и Русија и Украина и да се прекине огнот и да почнат некои преговори за можно идно решавање на тој конфликт. Значи тоа е паралелно. Од друга страна, гледате сега овие најновите барања од Украина да се дозволи употреба на оружје од далек домет, ракетни системи да се гаѓа длабоко во територијата на стратешки објекти на Русија. Па сега имаше и состанок на клучните држави од НАТО, дали тоа ќе го дозволат и така натаму. Британија тука инсистираше, сакаше тоа да дозволи, па седна со американската страна, нели, па не најдоа заеднички, не излегоа со заеднички договор. Не знаеме тајно што се прави, дали се дозволи, али официјално не се дозволува и американската страна. Да, официјално немаме дозвола. Да не бидејќи тоа би било директно сватено како директно веќе вклучување на НАТО и западните држави во војната против Русија. Имавме и таков став на председателот Путин, например, кој Путин, директно бидејќи гледате колку е тоа важно, он имаше и лична реакција пред неколку дена визави тоа каде што предупреди дека тоа ќе го сватат како агресија и директно вклучување на НАТО во војната против Русија. Колку е значи тоа битно дали ќе се дозволи не да се користат ракетни системи со долг дострел да можат да се гаѓаат објекти, клучни објекти во длабочина на руска територија. И прво тука ја сега гледал нешто друго. Можеби оваа тенденција што имаме сега, Канада, Германија веќе се огради, Британија, Америка, дали да дозволиме и не така натаму, па мислам дека можеби тоа е дипломатска алатка да се натера и Русија или порака да што побрзо седне на маса за да разговара да дојде до прекин на огнот. Да се изврши притисок. Бидејќи тоа се озбилни, сериозни закани, ако вие дозволите такво вклучување и да можат овие да ги употребат, а ги имаат тие средства и сте им ги дале, и посебно она што вели и руската страна дека тие не можат сами тоа да го користат, ви треба сателитско наведување, значи вие директно влегувате во војна, вие со вашите сателити дозволувате да се гаѓаат наши објекти. Значи, мислам можеби тоа па дипломатска алатка што толку и се даде на значење за тие ракетни системи со долг дострел да се заплаши или изврши притисок од Русија, ајде чекај, веќе размислувајте да седнеме када правиме каков тако прекин на огнот и да бараме некој решение друго за војната. Бидејќи влегува се наближува февруари следната трета година од оваа војна. Да, и реално од војната сите само трпат штети, значи никој не гледа ништо добро од неа, не зборувам ни политички, ни финансиски, па ни војно, ни Русија, ни Украина, ни Европската Унија, сите само трпат штети. За крај, ги спомнавте тие евентуални мировни конференции, имаше неколку обиди, порано имаше директни преговори Русија и Украина на пониско ниво, одамна нема, последната таа беше во Швајцарија, но таму не беше Русија. Значи, можно, повторно, еве, сега гледаме дека председателот Зеленски најавува нова мировна конференција, промовирање на некаков свој мировен план, но дали е можно, значи, да се постигне договор, доколку на крај
на краиштата не седнат Украина и Русија на иста маса со било кои посредници. Дали тоа ќе бидат западните сојузници, дали Кина, Индија, Турција, не знам, дали е можно договор доколку не седнат, значи, и Украина и Русија на иста маса? Мислам дека вон дипломатска јавна сцена се работи на тоа, да се доближат ставовите на Русија и Украина за некои основни, бидејќи што е причината, што е суштината, се даваат 10 клучни прашања кои би биле на таа конференција, принципи за кои треба и двете страни да се согласат да разговараат. Значи да ги прифатат, да се стават на дневен ред, не значи тоа дека ќе ги прифатат, него да се сега е прашање. Поставуваме 10 принципи кои ќе ги разговараме, дали сте и двете страни се сложат. И мислам дека тоа сега интензивно се работи вон знаење на јавноста и велам и од Кина, и од Бразил, и од Турција, еви и Германија, рековме дека има некој предлог, план за решавање и таа веќе размислува, бидејќи ако некој се прагматични трпењето од се тоа колку трпи економска и цела регион и Европа и ние, али германците посебно колку се осетливи на тоа дека трпи економијата, тоа се германците и мислам дека и они ќе бидат еви затоа експлицитно нивниот канцелар рече дека тие нема да дозволат да ракети од долг дострел да се користат нивни за гаѓање на руска територија. Мислам дека и оди работата натаму да се доведат и Украина и Русија да се сложат околу некои клучни прашања за кои би се разговарало. Не значи тоа дека тие ќе ги прифатат, али да седнат и да разговараат, а што е предуслов да се направи прекин на огнот. Не да се повлечат силите и така натаму, а да се направи прекин на огнот и да се застане, па понатаму биле тие мачни преговори, али битно е да се прекинат борбените дејства. Непријателствата. Да. Добро, господине Козанов, ви благодарам за овој интервју. Благодарам на поканата.